Почитувани мои, добар ден. Светите браќа Кирил и Методи се едни од највлијателните фигури во историјата на цивилизацијата. Нивната работа влие врз културниот развој на сите словени и поради тоа ја добиле титулата апостоли на словените. Утре е денот кога ги чествуваме се словенските просветители, солунските браќа Кирил и Методи. Дали доволно ја знаеме, негуваме и почитуваме историјата? Тоа е централното прашање кое што ќе го поставиме до сите вас. Верувам дека многумина од вас може би историјата им бил и омилен предмет, меѓу другото и се уште ја сакаат и ја изучуваат. Но кога сме кај прашањата, ќе ве потсетам секако дека треба да не заследите на социјалните медиуми, како што се Facebook, таму сме црвена линија, тоа не е профилот. И секако уште еднаш ќе ве потсетам дека постојано можете, се разбира, да ја водите дискусијата дури и по завршувањето на црвена линија, затоа што можете да пишувате коментари, да споделувате и секако да не заборавиме да коментирате. Но она што најмногу ќе не биде драго секако е да не заследите на Инстаграм и да кликнете на Инстаграм Story. Тука ќе ве причека денешното прашање кое го изготвивме како анкетно. Всушност, она што ве прашуваме, дали сметате дека треба во училиштата да се зголеми бројот на часови по историја? Имате две опции за одговор, да, не, па врз основа на тоа кој е вашиот одговор, секако кликнете на таа ваша опција како одговор. Но она што особено ќе ни биде драго, што како и секогаш и во секој издание на Црвена линија, ви имаме во голем број, нека биде тоа и денес така, па се разбира, завртете го телефонскиот број 023070005. Односно, уште еднаш ќе го поставам прашањето, може би некој од вас подосна малку се вклучи. Она што денес ве прашуваме, дали сметате дека доволно ја знаеме, негуваме и почитуваме историјата? Ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние, па ако имаме гледач, да видиме кои ќе бидат неговите или може би нејзините одговори. Добар ден! Добар ден! Игор од Битола, добар ден, како сте? Добар. Според вас, Игор, дали доволно ја негуваме, ја почитуваме и ја знаеме, познаваме историјата? Ја познавам си на долго години, имам 50 години. Ја познавам историјата. Јас бе во Скопје вчера, завчера, во Канал 5 добив книга награда. Вчера бе во Скопје, пред завчера, пред некој ден. И така се шетав низ Скопје и историјата е во Скопје и во Битола. Историја познавам за Александар Македонски, крал на Македонија, Филип Тори, за Моцарт, за Ернест Хемингвеј, Енрике Гарцио Лорка, Кирил и Методи. Ви се чинили дека по новите генерации добро ја владеат историјата? Ја владеат, да. Ја познаваат. Според вас треба ли во училиштата да се зголеми бројот на часови по историја? Да, треба. Да, добро. Ако имате уште нешто да додадете, имате сега уште 30. Имам уште малку да кажам, нашата држава да се ја чуваме. Јас добив награда 50.000 за добар. Јас сум добар човек по душа, што не разговарам со лош. Со лош човек не разговарам, неќам да се мешам. И таа добрина ме довесе до 50.000 пола милион што ми даде државата награда да дојдам до Скопје. Јас си прошетав из Скопје, ги почастив сите своји пријатели, кафе, сокче. Благодарам за јавувањето, Игор, и драго ни е дека сте биле и наградени и секако дека сте уживале во посетата на главниот град. Продолжуваме понатаму. Темата за Црвена линија за денес е всушност, ќе повторам уште еднаш, повеќе од јасно дека утре се одбележуваат светите браќа Кирил и Методи, односно оние кои што се едни од највлијателните во историјата на цивилизацијата. Односно, нивната работа всушност влие и врз културниот развој и писменоста на сите словени и поради тоа всушност и ја добиле титулата апостоли на словените. Но за да се почитува треба да се знае.
а за да се знае постојано треба да се изучува. Дали сметате дека ние како нација доволно всушност ја знаеме, почитуваме и ја познаваме историјата? Добар ден. Ало, добър ден. Добар ден. Господја Тимче. Па каде сте вие, господине Никола? Златко Тимче. Златко, јас се Никола ве викам, зошто тоа така не? Добро. Еве, добри, а вие сте добри? Добри сме, па и ве, господине Златко, дали вие бевте љубител на предметот историја? Колку ја знаете нашата историја? Многу љубител сум на историјата и на поновава историја сите наставни ги пратам. И тоа нека е среќен празникот утрешен на просветителите на свесловенската азбука и писменост, и не е случајно одредено тоа да е македонската земја која што ги изнедрила тие двајца просветители. Да, се најубаво и имајте Само уште едно прашање. Сметате ли дека и во поново време новите генерации доволно ја владеат и ја познаваат историјата? Како господја Тинче ќе знаат историјата кога слабо ги образуваат кадрите кои се во Македонија? Например, Министерството за наука, за образование не придава значај ништо на историјата. Имаме и фалсификатори, ама тоа за друга тема. Ви благодарам, имајте убав ден. Најубав ден и вам, господине Златко, продолжите да не следите и секако еве да слушнеме сите понатаму какви одговори ќе дадат останатите учесници во Црвена линија. Добар ден! Добар ден, среќен ден, посакувам бавине на сите и за сите. Благодарам. Субаво да се враќа. Така, треба да се представам дека Радица од Скопје. Сега вака, ќе кажам една теза за која што верувам ќе спорат многу и многу спорат, ја подолго време ќе бидам кратка. Ако да ми дадат 24 сата власт во светот, јас би ги запалила сите книги за историја и за вера. И мислам дека во светот толку убаво ќе се живе и сите ќе бидат среќни. Од две причини. Историјата ја пишуваат победниците, верите се создадени за превласт. Толку ќе завршам ја, нема повеќе да коментирам, би сакала, ако ми дозволите, пишувам поезија. Утре Свети Кирил и Методи, имам една прекрасна песна, посветена точно на Свети Кирил и Методи, може ли да ја кажам? Може, повелете. Слово за спас на Кирил и Методи. Генерации многу, минати идни, веднеле ќе веднат глава пред делото ваше. Но жално, тажно и болно, што со словото ваше народот ваш салмаки реди, што поколенија со коси седи, кажуваат преданија за клетва фролена врз родот ваш. И барам јас со словото ваше, свети води да затемнат небо, темјан Божи да замати гори. Со словото ваше, сите црковни хорови да запеат покаяние во еден глас. Со словото ваше, за мојов, ваш народ, јас молам, јас барам спас. Благодарам многу, Радица, и за вклучувањето во Црвена линија и секако со оглед на тоа што се поклопува поезијата која што ја создавате, особено оваа песна која што сте напишале во пресрет на утрешниот ден, односно чествувањето на големите се словенски просветители, Свети Кирил и Методи. Продолжете да не следите и продолжете да пишувате поезија. Добар ден! Добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Благодарам. Од песната на господјата Радица јас се наежив, да ви кажам. И ја поддржувам тоа што го кажа. Историјата пишуваат победниците, но и губитниците. И на многу народи затоа историјата е измешана. Не заедничка, него измешана. И не можеме да си ја дознаеме вистинската историја. Инаку, ние, убаво ви реков, треба прво да ја знаеме, за да ја негуваме и да ја почитуваме. Очигледно, ние, македонскиот народ, не си ја знае вистинската историја.
Ние подлегнуваме под туѓи истории, под влијание од туѓи истории, односно туѓи историчари. И затоа сме вакви какви што сме. Ние ќе слушнеме нешто, ама нема да го разбереме и ќе веруваме во тоа дека е така. Без разлика тоа колку е научно издржано. Значи, нас да ни речат удрете со главата во зидот и ќе удриме. Не треба да има повеќе часови, доволно се часови, него кој ги држи, кој предава на тие часови треба да знаеме. Каква историја се предава? Дали таа што треба да се предава или таа што му влегла на паметот на професорот под некое туѓо влијание? И затоа толку повеќе нема да зборувам, меѓутоа ние ако се враќаме многу на историјата нема нигде да стигнеме. Треба да гледаме за денеска и за утрешната историја. Благодарам пријатно. Големо благодарам и вам за вашите одговори и учеството во Црвена линија. Слушавме досега што одговорија гледачите кои што се вклучија, сепак сме некаде на почетокот на Црвена линија и продолжуваме понатаму токму со вас. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав и до вас. Благодарам. Вас исто. А вака би рекол ја, знаеш колку ние почитуваме историјата, ич, а дури и помалку од ич. Значи, ни најмалку не се почитува историјата, нарочито македонската, а веќе полека се форсираат други истории во парче земја одека. Со години наназад, од кога дојде плурализам, демократија, поддржан од Западот, од Америка, Британија, таму Европска Унија, се поеќе се ништи македонската историја, се форсираат други истории на други некои си таму, да речам, племенски заедници или како да ги наречам, бидејќи нас више не ставија ни у Орда, више не сме стаени, толку сме дотерани и тоа пази, пак ја го спомнам тој Запад. Тука на овие простори се учи западњачка историја, не се учи историја која е реална, а предржно западњачка историја бидејќи кроз вековиве владееле со не само со овие балкански простори, и со добар дел на други простори на планетава. Никако да сватиме дека ние повеќе го познаваме кралот Артур или принцот Ланселот или кралот Лир. Ништо не знаеме околу нашите кралеви, принцови, принцези што биле на времето, да речеме, ајде до пред турското освојување овдека. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Па вака, Ајде. ние си имаме своја историја, ама некој друг има своја историја. Така да, која е вистинската историја? А дали доволно си ја познаваме еве својата историја? Изгледа дека е нашата. Молам? Дали доволно си ја познаваме својата и почитуваме својата историја? Па ние си ја познаваме нашата историја, ама некој вели не, ова вашата е фалсификата, она нашата е, речи го, нивната уствари и оригиналната. Еве сега моментално како замина во Ватикан, замина двете делегации. Замина и нашата делегација, мислам председателката, а замина и бугарскиот председател. И сега кој е кој? Што е тоа што се случува таму? А кажете ми, дали ви се чини дека низ годините новите генерации се помалку ги знаат фактите за нашата историја? Молам? Дали ви се чини дека новите генерации се помалку ги знаат фактите и околу нашата историја? Па чекај, новите генерации сега малце му се мати мозокот околу ова работа. Ова што се случува. Меѓутоа, сепак, ова што го изучуваме ние, што го знаеме ние, јас ми се чини дека новите генерации повеќе го прифаќаат отколку она што му го наметнува некој друг. Така, големо благодарам и вам за јавувањето и вклучувањето во Црвена линија. Меѓу другото, еве ќе ве потсетиме дека владина и делегација положи цвеќе на споменикот на Свети Кирил и Методи и тоа на платото пред Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. И не случајно Свети Кирил и Методи, всушност се словенските просветители ја добиле титулата апостоли на словените.
задолжени за писменоста, која што е најголем бенефит на народите. Еве, дали денес ви се чини дека ние доволно си ја познаваме историјата, колку всушност сме доволно писмени и благодарни за делото на Свети Кирил и Методи. Еве, и тоа можеме да продискутираме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Па вака, ние како, јас како млад човек ја познам доволно историјата на нашата држава. Вака сега, младата генерација, се службам со вас, не ја познам доволно историјата на Македонија, бидејќи знаете какво е времето денеска, сите се ориентирани по други работи, компјутери и останати работи. Но историјата треба ние да си ја негуваме, например како утрешниот празник што е Свети Кирил и Методи, последниот празник, големиот македонски празник, еден ден 2 август. Ве слушаме, продолжете. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Да, тука. Продолжете, ве слушаме, имате уште некои 37 секунди. Па не, толку. Ви благодарам, Дали имајте ви се убав чини избор. дека и ве треба во училиштата да се зголеми бројот на часови по историја? Да, мислам дека треба да па генерациите што доаѓаат сега и идните генерации што треба да доаѓаат, треба да имаат зголемени часови по историја. Веќе треба да се знаеме, сепак сме родени во оваа држава, треба да се знаеме нашата историја, нашите корени, нашите предци, што потекло, например, што потекло од Егејска Македонија, мојот во Република Грција, како биде протерани. Таму јас, например, ја познам и таа историја и ја познам историјата на Македонија. Така, благодарам многу еве за вашето учество во пријатен ден. црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме црвена линија? Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро, во црвена линија сте, повелете. Намалете го тонот на телевизорот, целосно ве Само молам. момент. Ало, Ве слушаме, повелете. дали доволно ја знаеме, негуваме и почитуваме историја? Тоа е денешната тема. Да. Можам да кажам слободно дека повозрастните генерации многу повеќе ја почитувале и знаеле и истовремено негувале историја. Меѓутоа, помладите генерации некако се повеќе и повеќе се напушта тоа. Не си ја знаеме, не си ја негуваме историјата и не ја почитуваме. Сметам дека треба да се зголеми бројот на часовите и во основните училиште и во средните училиште. Тоа е лично моје мислење, така да ово е едно богатство. Традицијата треба да продолжи, да се знае кои сме и зошто треба, а не да ни ја присвојуваат нашата историја. Толку можам да кажам. Тоа е се што сакате да кажете во црвена линија? Да. Добро, благодарам многу за вашите одговори. Секако продолжете да не следите и понатаму. Ете, слушавме некои од гледачите велат дека историјата пишуваат победниците, дека историја и не треба да се учи, туку треба да се намалат бројот на часови. Некои токму спротивното велат дека историјата е најголемото богатство на еден народ и дека токму поради тоа треба да се негува и да се познава. Добар ден. Добар ден. Вака се, прво сакам да кажам дека историјата доволно ја познаваат само постарите. Некако помладиве не се баш запознаени многу со историјата. Некои работи не ги знаат, не слушнале или недоволно знаат. Мислам дека треба да се поработи на младата генерација за подобро да се запознае историјата. До се однесува до тоа што велите дека историјата ја пишуваат само победниците и така натаму и така натаму. Ете сега ние имаме проблеми нели со Бугарија во однос на историјата и историски факти и така натаму и така натаму. Секој си мисли како што си сака и секој си толкува како што си сака. И тоа постојат факти за тоа.
Знаете дека утре е Свети Кирил и Методи, нели? Да, Јас во чест на, работам во пресред на празникот е темата. Да, јас работам во образование и токму децава ги прашував денеска, го посветив часот токму на Кирил и Методи, ги прашував дали знаат за Кирил и Методи, што правеле, која е нивната дејност и така натаму. Добив еден половичен одговор добив. Значи нешто што биле запознаени порано од еленска настава, нешто што слушнале од нивните родители, од екраните, од телевизија и така натаму, меѓутоа сепак им требаше објаснување. Мислам дека треба да се поработи на младата генерација повеќе да бидат запознаени. Многу повеќе во образовниот систем или може би ете родителите и семејството да преземат? Родителите и семејството мислам дека треба повеќе да поработат. Така, благодарам многу, Еве. Драго ни е што се вклучивте од ваш агол со оглед на тоа што сте дел од образовниот процес и еве сте посветиле сосема логично, како што и секогаш било токму час со вашите ученици на тема Светите браќа Кирил и Методи, се словенските просветители. Ајде малку и да зборуваме и за историјата, колку ја познаваме, почитуваме, но и за писменоста, токму она за што ги чествуваме Светите браќа Кирил и Методи. Ви се чинили дека писменоста е во паѓање, односно дека многу малку се полага во однос на тоа колку сме слободно ке речам писмени, односно и колку си ја познаваме историјата. Добар ден! Добар ден! Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте, повелете. Добар ден! Во мојата фамилија имаме и Кирил и Методија. Нека им е вечно името со оглед на тоа што утре ќе им биде имен. Имаме во фамилијата и Кирил и Методија. Јас сум човек 80 годишен човек. Али никој пат нема да заборам кога сум избориле Кирил и Методија, своите браќа. Зато ви кажувам, видите, убиствата што се десија во Квадрци на 12 деца, од страна на бугарите, ние стално знаеме дека таму е тоа се десило од страна на бугарите. Оте јас каде сам роден во Македонија, надвор сам дружче, ние знаеме дека бугарите правеле на тие денови на Кирил и Методија најголемите злоторства. И во моето село се тоа десило. И затоа ви кажам, видите, тие политики што ги прават, за да не скарат со народот, и што не сакат да ја кажат вистината на историјата. А јас замерувам на тие нашите историчари, академци, кои напишале книги, направиле тоа. Сега тие нивни книги, дали са тие книги кои сме ги ние училе пред 80 години? Разумете, тоа е тоа. И затоа ти кажувам, Тина, јас најмногу ми е жал да сега моментално се отвара Македонија. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија, ве поздравувам јас и напомена, се разбира, само мерете го времето, внимавајте на тајмерот. Отчукува 90 секунди, толку е определено за едно вклучување. Секако додека траеме, како и секогаш што посочувам, слободно завртете го повторно нашиот број. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте, повелете. Ало, добар ден! Добар ден! Ве слушаме? Друг е ве, мајката? Дали ме слушате, дали ви е намален тонот на телевизор? Ние ве слушаме, вие не слушате. Што прави? Како? Почитувам, дали ви е намален тонот на телевизорот? Ништо, гледачот најверојатно е тоа е ситуација, затоа и повторуваме постојано во секој издание, се разбира да се намали пред се целосно, односно тонот на телевизорот. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте, повелете. Мирослав по телефон. Голем поздрав до вас. Еве во однос на историјата дали... Видите, едно тука да се разбереме, темава е добра. Математиката останува математика. 2 и 2 се 4.
Ньютонов закон остане Ньютонов закон. Треба да се даде предност на историјата. Голем предност да се даде на историјата. А не ми треба историја. Сега највише не треба историјата во животот. Сега, да видиме колку постоја Австралија и Канада населена од македонци, од бегалците, од како се викаше од Грчка, особено тој дел кај Лер. Сега да се разбере. Тоа е број. Кратко е времето, па пресметајте се дали треба да даеме пренос на математиката. Математиката останува, а историјата треба да биде најстрогиот предмет во школото. И треба да знаат децата. 2 и 2 пословно ќе кажам, ќе останат секогаш 4. Да. А историјата мора да се знае, мора да се учи, иначе вака ќе згаснеме. Ја живам тука во Избегово, значи луѓето што доште од друга страна не се криви, платиле и живеат. Благодарам многу за учеството. 90 секунди е времето. Секако благодарам и за одговорите. Ево, од гледачот некако дојде и инспирација да прашаме дали може би имате впечаток дека токму оние кои што доаѓаат да ја посетат нашата земја, се разбира како туристи, понекогаш знаат да изненадат со тоа што подобро познаваат факти и се разбира информација од нашата историја. Дали ние доволно си ја познаваме собствената историја, ја почитуваме и ја пренесуваме на новите генерации. Добар ден! Добар ден, Тинче. Поздрав до вас. И ја ве многу поздравувам, што прекрасно и мислим давате емисија секој ви час. Историјата е нешто ни е најважно, најубаво. Ја кад бе ученичка најсакаше историја и секаде водеше не по градови, по споменици, гледаше му. А бе од убаво, поубаво, не знам што ни стана на овие толку што сакат да рушат, чуда прават, направено, нодено место да се дивимо. А оно што би, не знам да ти кажем, овој, мене ми е многу криво кад видим нешто не иде у ред, па поготово кад се фатат за овие работи што ги имамо више направени, да ги негуваме, да ни се дивимо. Многу беше убаво кад идеше му како ученици, знаеш кад гледаше му, па просто се дивеше му. А сега овој што стана децата да не знаат историја, да не знам што ќе биде, но дај Боже овие да се опаметат. Например, сега имаме, како да кажем, стварно некој што познала, што Македонија у душа го знае и се нафати, па да се обнови и да почнемо како што беше и да живнемо малце. Друго не знам што да речем, Тинче. Бидете поздравени, прекрасна ви емисијата и многу убави поучни работи се наубаво. Чао. Благодарам многу. Секако го кажавте она за што всушност и поставивме прашање, тоа дали доволно ја знаеме, почитуваме, негуваме, па и пренесуваме, се разбира, собствената историја. Дали според вас треба и да се зголеми бројот на часови по историја? Дали имате впечаток дека понекогаш оние кои што доаѓаат однадвор туристи многу повеќе знаат факти, се интересираат и ја совладуваат нашата историја. Добар ден! Добар ден! Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Во врска со историјата, јас како прв пат се јавувам, слушам ве стално, ама не може да добијам врска. Многу ми е драго да ви кажам и да не биде и последен пат. Повелете. Дај Боже. Историјата е основа, тоест темелите на еден народ, тоест на една држава. Држава без историја не постои. Секоја држава си има своја историја. Така да, историјата е неизбежна. Треба да се зголемат не часовите, не мора часовите, него да се избегнува да се зголемува наставниците, науката за историјата да се збогатува. Без богатена историја нашите млади ништо не знаат. Ние постарите историјата ја знаеме убаво. Се сеќаваме на нашите школски денови, како ученици, и до ден денеска ги памнеме
да не набројувам тие цареви, па kad ќе почнеме од Александар Македонски, па се до Тито и така натаму, па сега и денешната власт што ја имаме. Така да без историја не постои народ и држава. Дали доволно ја познаваме според вас? Историјата ние по старите ја знаеме. Негде 70-80% ја знаеме, тоа што сме го запомнали. Така, благодарам многу и вам за учеството и драго ми е што успеавте и да не добиете, верувам нема да биде последно ваше јавување, туку ќе ве слушнеме повторно во некое наредно издание. Добар ден. Добар ден, Диля. Голем поздрав и до вас. Како е во Македонска Каменица? И на тебе до Скопје. Сакам да кажам јас, нека слабо знаеме историјата. Некој ја продаде историјата, некој ја не знае, али што мора татар во Рим? Он нема врска со Кирил и Методий. Татар, молим, тој треба да се, не знам ја што прави. Тој појако што дојде, што како дојде од Одица, така и отиде. Ја продаде историјата и сега права се дека Македонија е Бугарска. И каква Бугарска бе? А еве во однос на фактите, сметате ли дека по-новите генерации, младите во Македонска Каменица, добро ли ја знаат сопствената историја? Па да, тоа ти учениците вика Кирил и Методий. Тоа го знаат, друго не знаат. Не, јас точно дека историјата, а не знае дека изуина Бегалица, не знае дека изуина Барлер, не знае дека кога била Прва светска војна, ништо не знаат. Само знаат. Зошто е тоа така? И затоа губи навијата. Биде поздравени. Бидете поздравени и вие. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина, ако се слушаме. Се слушаме одлично, повелете. Тина, да? Историјата си ја познававме до пред 7 години. Не дека сакам да напаѓам нешто, него таа е вистината. Самиот председател, предходен да го речам, велеше дека Гоце Делчев е бугарин. Мада бугарите ни го дадоа да го закопаме во Скопје. Значи, во овие 7 години овие ја уништија историјата. Ми е срам на внуците да му кажувам дека Гоце Делчев е наш повеќе, во наводници. Тие не однесоа во Ќорсокак. Не дека мразам некого, него точно ви кажувам моето мислење. Тие не закопаја овие 7 години во историјата. Све избришаја од историјата наша. И македонците ќе ги избришат. Од 2001 требаше да зна дека ВМРО и СДС треба да бидат една партија. Продава едните, внатрешно прво е продадовне ние Македонија на други партии. Се знае тој што слуша на кого мислам. А според вас треба ли да има поголем број на часови, се извинувам, поголем број на часови по историја во училиштата? Ма како поголем нема што да учат тие, што поголеми часови, не треба. Што да учамо избира, нема ни учебници по историја дури. Така речено, нема доволно учебници, што ќе уча? Нека му напише на еден лист хартија, толку е Македонија. Ја нема поќе Македонија. Благодарам многу за вклучувањето и еве добра напомена што спомнавме што навистина учебната година помина претежно без се разбира учебници. Она што чествуваме се разбира ги чествуваме токму браќата Свети Кирил и Методий, се словенските просветители. Па еве, дали сметате дека доволно си ја владееме, познаваме, пренесуваме и почитуваме сопствената историја? Дали според вас можеби е и повеќе од неопходно да се воведат повеќе часови по историја? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Тина, вака сега. Има еден писател амерички Стив Бери и он пишува за многу историски личности, како Александар Македонски, Наполеон Бонапарта и многу се интересни книгите негови.
Ако сакаш, земи Стив Бери. Така, се добро. памти името. И многу се интересни книгите. Сега вака, историјата увек се пишува со договор на соседните држави. Ако не се договараш со соседните држави, ќе си имаш од државата нон-стоп проблеми. Ние гледаме тоа. Ја сакам историјата да ја читам, ама не ја почитувам. Ако се враќаш назад, ти е загрозена и сегашноста и иднината. Фактички, историјата треба да биде, пак ќе се повторам, договор со другите држави. Тоа најубаво го направиле скандинавските држави. Меѓу себе се договорили која е историја и прифатлива меѓу себе да биде историјата. А ние, сега да ти кажам право, ја многу сум збунет од нашава историја. Многу сум збунет од нашата историја. За некои работи вака се кажуваат, некои онака и не знам. Поздрав ти на пријатно. Поздрав, благодарам си како што ни укажавте на наслов и автор, на кој што треба да обрнеме внимание, доколку сакаме да читаме за историски личности. Како и да продолжуваме понатаму токму со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Повелете. Историјата, која пишуваше историјата? После ослободувањето на Југославија, кога беше, отидели порано било Македонија под турско робство, па после под бугарско, па по српско, тоа се робства биле, а тоа никаде не го пишува дека сте били ние под робство сте били. Како? И ние прво не знаеме дека бил прв председател Методија Андонов Ченто. Тоа никаде не го пишува во книгите, никаде не го пишува. Што? Која ја пишува историјата? И сега ние дознаваме дека, видиш, Тито бил најпротив, бидејќи Македонија барала самостална да се биде. После ослободувањето, Ченто барал самостална, се бореме ние за самостална да биде Македонија, не да бидеме ние пап во Југославија, тамо со Југославија, пап од србите беме ние. И ништо македонците, ние немаме никакви права, што имаме? Во војската зборуваме српски, ние не се зборуваме на национални. Да не учавме историја, дали ке знаевме за, да речеме, светите браќа Кирил и Методи, ви се чини дека поновите генерации знаат всушност доволно за браќата Кирил и Методи? Ма не знаат, кој знаат. Сега кој како пишуват, увек секој победниците ја пишували историјата. Зошто викат? И ние ништо не знаеме од таа историја. Така, благодарам многу ви вам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, повелете. Вака, и историјата е многу важно, најважно нешто. Историјата, ако не ја почитуваме, ако не ја знаеме, прво што треба да се направи, ова комисија што е со Бугарија, треба да се укине веднаш. Тие погрешно ја толкуваат историјата, се ни наметнуваат и затоа таа историска комисија подкрипно треба да прекине и да земаат дневници, огромни плати земаат. Зошто за продаваат Македонија? Зошто Радев отиде во Бугарија, Кирил и Методи? Тој е мислам, тој е бугарин шобара тамо да учествува на гробот на Свети Кирил. Нема потреба, зашто тој се прават како да се тие бугари. Не се бугари, македонци се Кирил и Методи. И затоа викам, историјата треба секое дете од основно па до крај да ја знае историјата како што треба правилно. Бугарската, ова комисијата заедничка одма подкрипно да се укине. А ви се чини ли дека новите генерации доволно ја познаваат и почитуваат, да речеме? Ја учат, ја познаваат, меѓутоа треба уште поактивно, по-зрело. Да има повеќе часови по историја. Да, треба повеќе и да се така во духот да знаат реално да ја толкуваат историјата. Дали вам историјата ви беше омилен предмет на училиште? Најомилен. Заев треба да одговара за историјава, затоа што е предаде Македонија, треба да оди на суд. Мислам, тој е предавник.
И Добро, благодарам. Вака сега, да не се оддалечуваме од темата во смисла, знаете дека имаме едно правило во црвена линија. Прво, колку и да сте гневни, колку и да сте револтирани, секако потрудете се да не употребувате навредливи зборови, секако и говор на омраз. Она за што зборуваме денес е всушност колку ние самите добро си ја познаваме собствената историја. Колку сме запознаени за работата и значењето на големите сесловенски просветители Свети Кирил и Методи, например, како и да е дали во училиштата можеби и треба да се зголеми бројот на часовите по историја. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако повелете. Како е во Охрид во пресрет на... Па во Охрид е секогаш живо, интересно, премногу движење, народ, почна веќе да ни доаѓаат холанџаните и така и се веќе имаме и од други земји наговара дека ќе има летови. А во пресрет на утрешниот ден? А за утрешниот ден секако ќе имаме чествување на нашиот Кирил и Методи, ќе биде интересно, ќе биде добро. Сега во однос на темата. Ја ми се чини дека историјата сите ние ја подценивме. Историјата е една наука која што ни кажува какви сме биле некојаш, значи и какви сме денес и какви треба да бидеме утре. Но ние воопшто, значи, не ја обрнуваме внимание, не ја цениме. Дури некој се дрзна да ја спои историјата со другите науки. Како не може да го сватам тоа, еве јас сум агроном по професија, но не ми логика нема да ја споиме, да речеме, со географија, со не знам кој друг предмет. Значи, со математика, еве. Молим? Со математика беше спореден. Да, со математика уште повеќе, значи, која би ја споиле. Значи, фактички, ние си поигруваме со нашата историја, со нашите предмети, кои што треба децата да ги градиме, да ги учиме и да им кажеме кои сме, од каде сме, какви сме и какви треба да бидеме. А на некој начин, дури ние воопшто не размислуваме. Благодарам за јавувањето, подсетување еве за останатите гледачи, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас. Поздрав и до вас. Историјата секоја држава си ја пишува поред своите сваќања, разбирања и цели. Ние во титоизмот, да речеме, учевме дека Александар Македонски е грк. Понатака, денеска никој не споменува дека царот Душан Силни во Србија се нарекува цар на сите българи, срби, грци и приморските земји. Македонци никаде не се споменуваат. По најново време нашите србомани ја премолчуваат српската историја што е наметната во Македонија. Тоа е цел на нашите интелектуални елити, кои што премолчуваат дека ВМРО беше пробългарска организација. Ајде да ве прашам нешто, дали сметате дека во поново време имате впечаток дека и генерациите кои што доаѓаат имаат интерес да ја негуваат и учат историјата? Генерациите се насочуваат според нашите арамиски елити кои на антибългарска основа се збогатија. Но тоа ќе им се удри од главата. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Вака, ја мислам дека не сум баш историчар, али од секојаш ми била омилено и мислам дека не кореспондира историјата со теренот. Тебе да речеме, а мислам дека поготово македонците многу слабо си ја познаваат својата историја. Еден факт, има музеј на Кемал Ататурк, кај што почнува широк сокак у Битола, има толку убав музеј, а што не верувам дека и пола битолчани го знаат, а не камоли пола држава. Зошто да речеме туристите, луѓето однадвор
ќе ги посетат сите музеи, ќе ги се запознаат со сите факти од нашата историја, а ние многу помалку. Па ние, кај нас не биле у феноменалните во феноменалните црковни зданија што се баш останати од цар Душан во тоа време. Тоа е некоја си ренесанса, бидејќи цар Душан бил ктитор и многу се забагал за црквата. Душанов мост нигде не можеш да најдеш дека Душан е македонец. Само тоа Груевски го врати, што србите викаат дека е србин. Уодно татко му бил турски вазал, оно не било ни царствина, бидејќи со 30.000 војска отишол на ерменците за да се бори. Сепак не бил толку индивидуален, туку бил вазал. Али мислам дека околу Македонија и македонштината, дека 70% од македонштината не си ја познаваме историјата. Што е Стара Џумаја, што е Сандански, како е... Така, големо благодарам и вам за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме во Црвена линија сте. Да, ве слушам. И јас сум исто како другиот пред мене што беше комисијата историска да се укине. Како може да пишува да кажат дека да се согласат царство бил бугарски, заедничко да го славиме. Кои дозволи на низ да донесуваат такви правила, каде ги плакаме ние за 2 години колку прво нека се сете османи. Ве молам, кажете ми вака сега, дали мислите дека еве еден просечен, обичен македонец доволно ја познава собствената историја? Не ја познава, поготово помладите што се сега не ги интересира историја. Зошто не ги интересира? Затоа што историјата колку пати ја смени, колку пати само погледнете ги учебниците. Какви се учебниците, со какви учебници учат учениците? Турлитава, географија, математика, историја, што нема таму? А да му одговорам на господинот Преска што рече дека ВМРО е пробугарска. Па читајте ги господине буквите. Внатрешна македонска револуционерна организација. Дека има тука Б, да го прашам. Каде има Б? Затоа што тие револуционери тука биле протерани од турците и бегале во Бугарија да се спасат таму. И таму е работило ВМРО. А тоа ВМРО не е бугарско, не е нити пробугарско. И малку нека се свесте да не го прави ВМРО бугарско. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија, благодарам и за дискусијата. Сега е време малку да одмориме со рекламите, па да видиме како одговори Инстаграмџи на прашањето дали треба во училиштата да се зголеми бројот на часови по историја. И сега да видиме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Секако ќе ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми и она што е најважно, дискусијата секако да биде продолжена и понатаму. Ајде да видиме дали ќе не послужи интернетот, како и да е, готови се. Еве, сега ќе можете и да видите. Баравме усушност Инстаграмчи да одговорат на прашањето треба ли во училиштата да се зголеми бројот на часови по историја. Па ајде да видиме како одговорија Инстаграмџи. Со да одговорија 55%, со не одговорија 45%. Разликата не е премногу голема, така да ете вака одлучија Инстаграмџи на прашањето треба ли во училиштата да се зголеми бројот на часови по историја. Она што секако ќе се зголеми во времето по Црвена линија е вашето расположение, фондот на награди, бројот на награди кои што ќе ги освоите и секако тука останува да се заблагодарам на сите вас за учеството во Црвена линија, но и топло да ве поканам, се разбира, да си освоите награда и во Заврти на Телма. Ке ви помогнеме секако, како и секогаш што го правиме. Тоа со читање на прашањата. Еве вакво прашање ќе има. Која марка е автомобилот Altea XL?
Ке има и вакво прашање. Кое годишно време и еден град во Германија имаат исто име? Ке има и вакво прашање. Името на кој светски познат конј во превод значи воловска глава? И која голема буква и која цифра од арапските броеви се пишуваат исто, а не е нула? Со нетрпение очекувам да се префрла во втората канцеларија и секако денес да доделиме еден нов телевизор. Се гледаме!